Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, добре дојдовте на денешното проучување во кое ќе почнеме со обработка на познатата беседа на гората. Таа се наоѓа во Евангелие според Матеј, глава 5 до 7, а делови од неа можете да најдете и во другите Евангелија. Моje лично мислење е дека Господ Исус не ги изговори овие зборови само еднаш, туку ги повтори во неколку прилики. Постојат одредени важни вистини, кои Исус ги повторуваше. Таков пример се некои од параболите, а и некои од поуките. Можеби Матеј запишал само дел од беседата на гората. Можеби, кога Господ Исус застана да зборува тој ден пред луѓето, тој кажа многу повеќе од тоа што се наоѓа во Матеј глава 5 до 7. Но и тоа што ни е запишано во ова Евангелие ни е дадено за наша поука. За почеток во воведот на овој текст сакам да кажам две нешта. Како што во политиката постојат левичари, односно либерали, и десничари, односно конзервативци, така и во теологијата постојат тие две групации. Мислам дека тие две групи особено се истакнуваат при нивниот пристап кон беседата на гората. Што мислам со тоа? Либералниот теолог, тој е левицата, ја третира беседата на гората како самото Евангелие и, иако не го вели тоа, сепак смета дека ова е најважниот текст во писмото. Пред неколку години имав прилика да играм одбојка со еден либерален проповедник. Тој стана познат како водач на либералното теолошко крило во некои кругови на Западот. Кога разговаравме, ми кажа дека единствениот текст што му е потребен од писмото е беседата на гората. Не само тоа, туку рече дека за него е доволно да го знае само златното правило, запишано во Матеј 7:12, и вели: правете им го на другите тоа што сакате да ви го прават вам. Се разбира, ова правило е прекрасно и добро е човек да го знае, но прашањето не е дали ја познаваме беседата на гората, туку дали вистински ја живееме во секојдневието. За оваа тема ќе зборувам малку подоцна. Иако ставот на мојот соговорник може да звучи малку екстремистички, за жал, тој е представник на голем дел од она што се нарекува либерално теолошко крило. Сакам да ме слушнете внимателно. Беседата на гората не го содржи во себе Евангелието во целата негова полнота. Например, во неа нема да слушнете за смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Павле им рече на христијаните во Коринт: ви напоменувам за Евангелието. Кое Евангелие? Дали Павле на христијаните во Коринт им ја сподели беседата на гората? Не. Слушнете што вели тој во продолжение на стихот. Дека Христос умре за нашите гревови, според писмата. Дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна, според писмата. Прво послание до Коринтјаните, глава 15, стихови 1, 3 и 4. Ова нема да го прочитате во беседата. Беседата на гората не е Евангелието, без разлика колку е важна и поучна за нас. Без Евангелието, поуките од овој говор нема да имаат смисла. Денес има голем број на луѓе во светот што се фалат со тоа дека ја познаваат беседата на гората, но жално е што не ја живеат. Всушност, секој што е чесен и доблесен ќе признае дека не може постојано да се води според овие зборови, бидејќи преку нив Исус дава многу висок стандард на живење. Ако оваа беседа е Божиот стандард за живење, а никој од нас не може постојано да живее согласно овој стандард, тогаш прашањето е: што, кога ќе потврлиш? Дали имаш спасител? Дали имаш пристап до Божјата милост за да добиеш простување кога ќе го прекршиш Божиот стандард?
Затоа ни е потребно Евангелието, бидејќи Евангелието ни дава простување на гревовите преку смртта и воскресението на Исус Христос. Тоа е суштината на христијанската порака. Секој што сака христијанството да го сведе само на зборовите запишани во беседата, го прави тоа на своја, а и на штета на оние кои го слушаат. Тоа е ставот на екстремната левица во теолошките кругови. Но, треба да се спомне и екстремната десница. Оваа група ја третира беседата како да е некоја чума. Не сакаат да имаат ништо со неа. Кога ги слушате теолозите од екстремната десница, ќе бидете во искушение да помислите дека има нешто погрешно со овој дел од писмото. Иако не секогаш го вела тоа, но многумина од нив како да веруваат дека беседата на гората воопшто не е важна за нас денес. Еден од нив еднаш ми рече дека молитвата Оче наш нема никакво значење за нас денес. Не знам како некој може да го каже тоа и истовремено да се смета себе си за искрен и сериозен христијанин. Се разбира дека молитвата Оче наш е важна, како и се останато што е кажано во беседата на гората. Овие поуки се од исклучителна важност и за нас денес. И во ниту еден момент и поради ниту една причина не смееме да ги тргнеме настрана како нерелевантни. Беседата на гората не ни е дадена нам директно, но сепак е дадена и за нас. Вистина е дека во овој говор не ни е дадена суштината на Евангелието. Но само оние што веруваат во Евангелието можат да живеат согласно зборовите од беседата. Навистина е трагично кога христијаните бараат од неспасените луѓе да живеат согласно овие зборови. Тоа е невозможно. Како што ние луѓето не можеме постојано да живееме согласно старозаветниот закон, така и световните луѓе не можат да ги пазат зборовите од беседата, која пак како стандард е повисок дури и од Мојсеевиот закон. Би можеле да кажеме дека преку беседата на гората, Господ Исус само ни кажува што се очекува од оние што се негови следбеници. Овој дел од писмото ни опишува какво треба да ни биде поведението, но во други делови од писмото дознаваме како да ја добиеме силата за да се однесуваме онака како што Христос очекува од нас. Светиот Дух е единствениот кој може да ни даде сила за да живееме согласно овој Божи стандард. Но неговото име воопшто не се спомнува во беседата. Беседата на гората содржи високи етички стандарди и практики, кои треба да бидат карактеристични за христијаните. Во одредена смисла, беседата на гората ни го открива Христовиот ум, а Христовиот ум треба да биде и во христијанинот. Затоа, зборовите кои денес ќе почнеме да ги обработуваме се од полза за христијаните и како такви треба да ги проучуваме, но и да бидеме свесни дека со своји сили никогаш нема да можеме да ги живееме. Беседата е Божиот стандард за христијанскиот живот, а Светиот Дух е Божјата сила за христијанскиот живот. Како што ви е потребна струја за светилката да дава светло, така ви е потребен Светиот Дух за беседата на гората да стане живот во вас. Моje лично верување е дека главната цел на овој говор е да не запознае со законот на Небесното царство. Која е главната тема на Евангелието според Матеј? Одговорот е доаѓањето на царот на овој свет. Како што видовме претходно, Господ Исус почна да проповеда за приближувањето на Небесното царство, исто како и неговиот претходник Јован Крстителот. Потоа ги повика учениците да го следат. Откако почнаа да го следат, тој застана на гората и со нив,
а и со останатиот народ кој беше собран на тоа место, го сподели законот на небесното царство. Ова е еден вид на царски манифест, еден вид на идеолошка платформа на небесниот цар и закон на царството. Еден ден, кога Христос ќе го воспостави своето царство на земјата, зборовите од оваа беседа ќе бидат принципите според кои луѓето ќе живеат. Искрено, за мене е навистина чудно како може некој да рече дека Господ Исус е цар, а истовремено да не им пристапи сериозно на овие зборови. Секој што се нарекува христијанин треба да се стреми кон исполнување на сите Исусови зборови и заповеди. Се разбира, ние не можеме тоа да го сториме со своји сили, но затоа Бог ни го дал Светиот Дух, со чија сила можеме да ги живееме овие зборови. Затоа, јас сум убеден дека овој свет не може да живее според царските принципи, дадени преку беседата, бидејќи неспасените и непросветлените луѓе немаат сила да го прават тоа. Само Евангелието за Божјата благодат може да не направи послушни на Христос. Цврсто сум убеден дека оваа беседа треба да се проповеда и споделува во црквата, со цел луѓето да сватат која е Божјата волја, но и да знаат дека самите не можат да ја исполнат. Овој говор ги соочува луѓето со нивниот грев и им покажува дека никој не е праведен. Не сум запознал во животот човек што постојано живел согласно овие духовни принципи, но христијаните можат да ги толкуваат овие принципи во светло на други стихови од писмото, кои ќе им помогнат подобро и посоодветно да го разберат Христовиот ум. Патем, кога станува збор за живеењето според зборовите дадени преку оваа беседа, сакам да споделам една случка со вас. Ова се случи кога првпат влегов во полновремена служба во црквата. Тогаш бев многу подиректен во мојата комуникација со луѓето. Им го кажував тоа што го мислам. Од страна на еден близок човек бев поканет на важен настан. Човекот што ме покани беше прекрасна личност. И покрај тоа што беше подпредседател на банка, тој беше и старешина во црквата, а и некој што ми помогна да се образувам на факултет. До ден денешен си ја чувам неговата слика во мојата канцеларија. Човечки гледано, тој е еден од луѓето поради кои јас почнав полновремено да му служам на Господ во контекстот на црквата. Ме покани на настан организиран од Стопанската комора, на која тој беше член. Побара од мене да споделам кратка порака со присутните. Ми рече, ќе имаш само неколку минути да зборуваш пред овие бизнисмени. Сподели им го Евангелието. Стигнав на местото малку порано и таму веќе беа присутни неколку бизнисмени кои разговараа. Се приближив до говорницата и таму стоеше еден човек. Тој се поздрави со мене и бидејќи беше изнервиран за нешто, почна да кажува погрдни зборови и цовки. Никогаш во животот немав видено човек толку убаво облечен, а истовремено толку многу да пцуе. Ме праша, која е твојата професија? Му реков, јас сум проповедник. Веднаш почна да се извинува за начинот на кој пцуеше претходно. А јас му реков дека не мора да ми се извинува мене, туку на Бог, бидејќи тој постојано го слуша. Тој ми кажа дека е служител во некоја либерална црква и ми рече, знаеш, беседата на гората е мојата религија. Реков, навистина? Би сакал да ви честитам. Вие имате навистина прекрасна религија. Како ви оди со практикувањето на истата? Ме праша, како мислиш? Одговорив, рековте дека беседата на гората е вашата религија. Дали успевате да живеете согласно нејзините зборови? Рече, па се обидувам. Му одговорив, не е поентата да се обидувате.
Господ рече дека ќе бидеме благословени ако ги правиме тие нешта што ни ги кажал. Не ако ни се допаѓаат, туку ако ги извршуваме. Кога го слушна тоа, мојот соговорник рече дека не е сигурен дали живее според стандардот на беседата, но сепак се обидува да го прави тоа. Одлучив да проверам колку е тоа вистина. Му реков: сакате ли да направиме мал тест, за да видиме дали живеете според тие зборови? Одговори: може. Му реков: во беседата на гората Исус вели дека ако си гневен на својот брат, тогаш си виновен за убиство. Што мислиш за тоа? Ми кажа: тоа е навистина висок стандард, но сепак мислам дека не сум бил до толку гневен на некого. Потоа го потсетив што вели Господ Исус за прељубата. Му реков: Исус рече дека ако погледнеш на жена со желба во срцето, ти си виновен за прељуба. Што е со тие зборови? Дали некогаш сте погледнале кон жена со желба? Откако свати дека се најде во небрано, мојот соговорник рече: за тоа мислам дека сум виновен. Му одговорив: не само за тоа, туку сигурно сте виновен и за други нешта што Исус ги кажа во беседата на гората. Очигледно е дека не си ја живеете својата религија. Да сум на ваше место, би си нашол друга религија, нешто што ќе можам да го практикувам, но и нешто за кое ќе можам да најдам милост кога ќе потврлам, а тоа е Евангелието. Се прашувам колку ли луѓе денес исто така со навидум побожен став велат дека беседата е нивна религија. Мислам дека поентата на мојот соговорник беше дека беседата е навистина убав говор со корисни поуки, но не живееше според неизините принципи. Подоцна дознав дека не само што пцуе како морнар, туку има и две жени. Едната му е дома, а другата е неговата секретарка. Тоа што сакам да ви го кажам е дека ако велите дека беседата на гората е ваша религија, тогаш ќе треба во секој момент од животот да ја живеете, бидејќи ако не го правите тоа, вие всушност го прекршувате Божиот збор. Но проблемот со стандардот поставен преку беседата е тоа што никој од нас не може да го живее без грешка. Токму затоа и беседата, како законот на небесното царство, ни укажува на нашата потреба за спасител. Бидејќи само прашање на време е кога ќе потврлиме и ќе ни треба милост и простување. Во моите проучувања и поучувања, беседата на гората ја делам на 4 целини. И тоа: прво, односот на припадниците на царството кон себе. Глава 5, стихови 1 до 16. Односот на припадниците на царството кон законот. Глава 5, стихови 17 до 48. Трето, односот на припадниците на царството кон Бог. Глава 6. И четврто, односот на припадниците на царството кон другите. Глава 7. Ова се принципите според кои ќе живеат луѓето кога Христос целосно ќе го воспостави своето царство на земјата. Да почнеме со проучување. Овој говор започнува со добро познатите блаженства. Тоа се изјави во кои Христос им го ветува Божјиот благослов на оние кои се однесуваат согласно стандардите на небесното царство. Почнуваме со читање. Слушнете што пишува во првите 2 стихови. Ова е контекстот на беседата на гората. Кога го виде народот, тој се искачи на гората. И штом седна, учениците негови се приближија до него. И откако ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше. Исус им ја даде беседата на гората на оние што дојдоа кај него да го слушаат. Тоа е важно да го имаме на ум. Овој говор, овој стандард не е за секого.
Ако сакаме да живееме согласно овие зборови, запишани во Евангелието според Матеј, потребно е прво да дојдеме кај Христос со понизни срца. Само оној кој ги изговори овие зборови може да ни даде сила да ги живееме, а и простување тогаш кога нема да успееме во тоа. Слушнете го првото блаженство. Стих 3. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Во блаженствата 9 пати го читаме зборот блажени, а и книгата Псалми започнува со зборот блажен. Господ Исус ветува блаженство, односно благослов за бедните по дух, но не ни кажува како да бидеме бедни по дух. Кои луѓе се бедни по дух? Само оние што се доволно понизни да признаат дека нема со што да се пофалат пред Господ. Сетете се на разговорот со човекот за кој ви зборував пред малку. Тој воопшто не беше беден по дух, бидејќи се фалеше колку е религиозен и колку е добар. Искрено, мислам дека само се залажуваше, бидејќи краткиот разговор со него ми покажа дека не живее според тоа што го исповеда. Само Светиот Дух може да ни открие колку ние всушност сме бедни по дух. Кога една личност ќе се соочи со таа реалност, ќе ја прифати и со став на беда по дух ќе пристапи кон Господ Исус Христос, тогаш таа личност ќе го добие спасението и ќе стане жител на небесното царство. Во еден дел од Новиот Завет, апостолот Павле пишува дека тој е најголем грешник. Тие негови зборови ни покажуваат дека тој навистина беше беден по дух. Знаеше дека спасението се добива по благодат, а не по заслуга. Забележете што пишува во следниот стих. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Патем, во Стариот Завет има стихови што се слични на овие блаженства. Во Софонија, глава 3, стих 12, читаме за оние што се бедни во дух, а во Михеј, глава 7, стих 1, читаме за утехата на оние што плачат. Во стих 5 од Евангелие според Матеј, глава 5, пишува: Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Во Псалм 37, глава 11, читаме за оние што се кротки. Реалноста е дека кротките не ја наследуваат земјата, зарем не? Сигурен сум дека сте свесни за тоа. Од тоа што можеме да го забележиме, можеме да заклучиме дека оние што не се кротки ја наследуваат земјата. Дали тоа значи дека овој дел од беседата не е точен? Не, туку Исус тука зборува што ќе се случи кога тој ќе го воспостави небесното царство во целост. Патем, што мислите? Како може еден човек да стане кроток? Господ Исус беше кроток. Во посланието до галатјаните, апостолот Павле покрај другото вели дека плодот на духот е кротоста. Знаете што значи тоа? Дека само Светиот Дух може да не направи кротки луѓе. Ако ние се обидуваме да станеме кротки во своја сила и на свој начин, нема да успееме. Дури и да успееме барем одреден период, во нас ќе се јави горделивост и поради тоа нашата кротост ќе исчезне. Беседата на гората е прекрасна и длабока мудрост. Следниот пат ќе продолжиме со нејзино толкување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса
низ светото писмо @gmail.com. Следете ги нашите страни низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.